Драги ученици, добре дојдовте во училница часот по македонски јазик за четврто оделение. Јас сум Сунчица Арсовска, оделенски наставник во четврто оделение при Основно училиште Кочо Рацин од Куманово. Денеска ја избравме наставната содржина, анализа и обработка на песната "Снегот е убав" од Васил Мукаетов. Наставната содржина е наменета за учениците од четврто оделение или на часот, што треба да ги постигне. Да се доведете учениците во свесно изразно читање, да откриете мотивот во лирската песна, почување на поетски слики од песната, слободно и логички поврзано да ги искажуваме собствените чувства од описите, да одредиме број строфи, стихови, препознавање на рима во строфата и одредување основно чувство во песната, ако вие се чувствувате додека ја читате песната. Прво би ве запознала со една гатанка за да ве воведам во содржината на песната. Гатанката би била вака: таби нема а каса, раце нема а штипе, ке стигне носот, негов црви како пипер. Сигурно забележувате, гледајќи ја сликичката во десниот агол, дека се работи за зима, односно за годишното време зима, и снегот што ни го носи овие зимски радости. Ви ја прочитала песничката и сакам да внимавате на мониторот, а во вашите учебници ќе ја најдете на страничката 23. Снегот е убав. Снегот е убав кога во ноќта на прозорецот тивко ке слета, снегулки кога по цел ден веат и бела покривка плетат. Снегот е убав кога ќе падне на нечија топла дланка, потоа кога врз него ќе летне брза стреловита санка. Снегот е секогаш убав, но најубав е кога ќе стаса од ветрот носен на црвеното детско носе. Забележавте, поетот е Васил Мукаетов и ако ја разгледавте сликичката, видовте дека се работи за годишното време зима, за снегот кој ни ги носи сите убавини и весели игри. Се подсетиме дека секоја песна е напишана во стихови, дека стих е еден ред од песната, повеќе стихови создаваат строфа, тоа за да песната биде лесна за читање и за учење, на крајот од секој стих, на последниот збор, забележуваме дека некои зборови се совпаѓаат. Тоа се нарекува рима. Значи, рима е гласовно совпаѓање по звучност на крајните зборови во стиховите. Песната "Снегот е убав" е составена од 3 строфи, забележавте, и секоја строфа е составена од 4 стиха. Откриеме мотивот во песната. Сигурно вие, откако ја разбравте песничката, свативте дека се работи за што ви е познато и видиме што е основното чувство што го потикнало поетот да ја напише оваа песна. Сигурно и вие веднаш можете да кажете дека мотивот е снежна убавина и снегот што ни ги носи игри, веселите игрички, што вие правите на снегот. Поминеме на анализа на песната. Прашањата ќе ни помогнат да ги откриеме поетските слики во песната "Снегот е убав". Да видиме, првото прашање е врзано со првата строфа. Првата строфа се раскажуваше зашто, односно поетот ни пееше зашто. Дечиња, дали се сеќавате? Значи, пееше за тоа како снегот паѓа на ноќе и се лепи на прозорците, додека дење плете бела покривка. Прашањето, односно откривање на првата поетска слика би била каква покривка плете снегот тивко летејќи во ноќта. Потоа, втората строфа оди со прашањето: заради кои игри децата го сакаат снегот? Значи, во втората строфа поетот ни пее за тоа какви игри ни приредува снегот
за брзите санки, правење на снешко, мавање со топки и други игри кои што вие децата сами си ги осмислувате. Тоа би била втората поетска слика и третата поетска слика би била од што се вцрвуваат детските носиња во зима, значи третата строфа ни пее за тоа како, иако е студено, ладно, вие играјќи во снегот, ви се вцрвуваат детските носиња, ви се смрзнуваат рачињата, ви се намокруваат нокчињата, но сепак вие останувате на снегот и си ги играте вашите игрички. Значи, третата поетска слика би била од што се вцрвуваат детските носиња во зима. Потоа би ве прашала, која од овие зимски слики најмногу ви се допадна? Сигурно вие си најдовте ваша строфа која најмногу ви се допадна и зошто знаете зошто ви се допадна. Потоа ќе можеме да ги пронајдеме зборовите во песната што се римуваат. Поетските слики сигурно вие што си запишавте таму ги откривме. Може да запишеме дека првата поетска слика снегот плете бела покривка, втората слика детските санки летаат низ брегот и третата поетска слика снегот ги вцрвува детските носиња. Сега би сакала да ги отворите школските тетрадки по македонски јазик, да запишете наслов на песничката "Снегот е убав", пишувајте, од Васил Букаетов. Да го запишеме и мотивот, значи мотив "Снежна убавина". И еве да ги препишете поетските слики, ќе ве почекам малку, а вие запишувајте во вашите школски тетрадки. Мислам дека ги препишавте, да поминеме на следниот слајд. Бележувате во десниот агол сликички кои што ние осликуваат зимата и зимските радости и зимските убавини. Римувани зборови во песната. Во првата строфа вие гледате дека римуваните зборови се слета, летат, во втората строфа дланка, санка и во третата строфа забележувате дека нема римувани зборови, што значи дека секоја песна не мора да има рима, но и не мора секоја строфа да има рима. Бидејќи завршивме со активностите на часот, би сакала да поминеме на активности за домашна задача. Бидејќи песната е многу лесна за читање и за учење напамет, би сакала да ја научите песната напамет и изразно да ја рецитирате, а потоа да си ја нацртате онаа поетска слика која најмногу ви се допадна и да избоите со водени боички. Па, драги дечиња, ви благодарам за вниманието.